Господине Ковачки, вие бевте несуден министре за внатрешни работи. Заради тоа ве побарав да се вклучите, да поразговарате малку со министерот Спасовски, да ги кажете своите ставови. Пред неколку дена имавте критики токму во поглед на работењето на Министерството за внатрешни работи. Само кратко на почеток, уште не сте избркани или ќе треба закон да се донесе за да ве избркаат од Министерството за одбрана? Заради политичките активности. Добро, најпрвин да ги поздравам вашите слушатели и да го поздравам гостот. Вака, не сум се уште избракан согласно вашето прашање, меѓутоа факт е дека се носат одредени законски измени кои што и овозможат на постоечката власт тоа да го направи. Мојот став за тоа го знаете, тоа е противуставно и на тоа ќе останеме. Меѓутоа во моментов најмалку е важно мојот статус, најмалку е важен, значи мојот статус. Ние вчера имавме 50 мртви и на тие 50 мртви така да ги прифатиме со една леснотија, мислам дека не е во ред и не е коректно. Значи, ние во моментов имаме 50 семејства кои што се зацрнети, ние губиме, значи, за 2 дена губиме толку колку што изгубивме во цела 2001 година и резултат на практично на неспособноста на владата се токму тие починати лица. Јас би сакал да упатам критики и до владата и до министерот за внатрешни работи кој што е дел од владата. Значи, не конкретно за работата на полицијата во делот на постапувањето со пандемијата, затоа што полицијата е оперативна и тоа што ќе се пропише, тоа ќе го работи. Меѓутоа, владата е таа што ги носи мерките. Очигледно е дека тие мерки се недоволни и ако најаката мерка е во моментов полициски час од 22 до 05, мислам дека тоа е поразително и е само мерка за дефокусирање која што нема никаков резултат. Таа е одлика практично на неспособноста. Факт е дека во изминатиот период видовме тотално потврлање на кризниот менеджмент на Министерството за здравство и на владата во целост. Значи, последица на таа неспособност, како што реков, е експлозијата на пандемијата. Гледаме како починуваат наши роднини, пријатели и сограѓани. И само, еве, каде ја гледам таа неспособност, пак ќе речем. Еве го последниот пример на неспособност. Значи, што не обезбедивме вакцини од никој, заради одредени провизии и така натаму, или неспособност, сега кога ни дадоа вакцини, Србите и по ковакс механизмот, наместо во недела, од недела до среда ние да ги потрошевме, односно да ги вакциниравме нашите граѓани, ние цело време пролонгираме, па не е среда, па следниот петок, па не е петок, ај ќе биде понеделник. Мислам, тоа е толку неодговорно и толку несериозно што не заслужува понатамошен коментар. Добро, ај за Министерството нешто за министерот кажете, затоа што, нели, очигледна е вашата амбиција беше да бидете министер за внатрешни работи, можеби еден ден која ќе се промени власта и навистина ќе бидете, ако според законот се пензионирате или напуштите армијата. Повелете со фокус на таа тема. Видете, не била моја амбиција, тоа било потреба во тој период и како така ќе ја третирам. Нема да коментирам за тој период, тоа е минат период и ние во моментот Не, за сега, да. Со таа работа. Еве за конкретно за министерството. Вие вчера имавте, го гледате министерот за здравство, министерот Шакпаска, премиерот и така натаму се возат со хеликоптер, го користат како такси служба. Па после слушаме дека премиерот објаснува дека тоа било потреба за пилотите, нели, да летаат, да ги исполнат потребните часови. Па зошто тие часови не ги правевте од почетокот на кризата? И конкретно тоа не го правевте за болни наши граѓани. На крајот на криштата тие граѓани ве плаќаат. Стварно, односно на вистина, оваа забеганост не ме јасна. Ние мораме да најдеме начин за излез од оваа ситуација, затоа што ценам дека подитно мораме да имаме оставки од одговорните и кривична одговорност за истите да се покрене. И сега во поглед пак ќе речем на постапувањето на полицијата во пандемијата немам забелешки, затоа што тоа што ќе се каже, таа работи. Меѓутоа имам забелешки во другиот дел на полицијата, во делот на корупцијата, криминалот и така натака. Вие знаете дека со последниот извештај на State Departmentот нивото на корупција оценето со високо. Значи не е
само констатирано дека постои корупција, не е само констатирано дека постои низок среден степен, него постои висок степен на корупција и постои насилство и закани од насилство врз новинарите. Ќе споменам уште еден параметар од Transparency International, значи 111 место сме, некако сите го забораваат тоа е најлошо во последните 20 години. Значи 2001 година имавме подобро рангирање, дури ако до вчера се споредувавме со некои држави од соседството, во моментов и Косово е пред нас на таа листа. Не сакам да му го одземам приматот на Косово, така речено, меѓутоа срамно е тоа што и се случува на државата, предводена од владата во која што и министерот е дел од неа. Значи, овие поразителни резултати не дојдоа преку ноќ, значи тие се резултат на алчноста за пари и провизии. Тоа зборувам за првите луѓе на власта. Ќе ве потсетам, остана нерасветлено што договарала министерот за одбрана со Катица Јанева и со Боки 13, што се криминалци. Што бара министер за одбрана со тие лица? Еве, во тоа време Катица беше и специјална јавна обвинителка. Па нели постои разделеност на извршната власт од обвинителството? Во која држава обвинителството извршува задачи од извршната власт? Или нешто друго било во прашање? Тоа е првата работа. Втората работа, еве ќе ја споменам, беше спомената од вас. Значи, сведоци сме дека имаме набавка на возила од страна на МВР и на Министерството за одбрана, значи зборуваме за милионски тендери. Министерот кажа дека станува збор за само една набавка, да, една набавка, меѓутоа таа една набавка е најголема. Така да не се подценува тој случај, затоа што не станува за главен дистрибутер на тие возила, туку станува за збор за дистрибутер кој што давал пониски цени од самиот главен застапник и дистрибутер. Јас не знам како е тоа возможно. Може би во некој пазар... Господине Ковачки, се договоривме за толку 7-8 минути. Може ли прашање конкретно? Затоа што ќе треба да завршуваме полека. Момент само, ќе ми дадете да се доискажам. Да, имате скандал што допира директно во кабинетот на председателот, односно генералниот секретаријат, поврзан со софтверот за потребите на МВР. Министерот не го нарачал софтверот, меѓутоа никој не покренува постапка за таа работа. Што треба понатаму да зборува? За мега скандалот со бегството на Сашо Мјалков не треба да коментирам понатаму. Врзано за операцијата и фијаското во Грчец и постапувањето на полицијата. Имаме тотално потврдање на институциите. Вие година дена да трошите ресурси, значи пари, да ангажирате луѓе и на крај некој да ви ја проби акцијата. Па кој ја пробил акцијата? Акцијата не ја знаат најдолните полицајци и полициски службеници. Се знаат кај се пробива акцијата. Сега, ова не се првите лица што избегара. Сетете се на убиството на убиците на младиот Мартин Јанушев. Сетете се на престрелката на улица Рузвелтова, во строг центар на Скопје. Ги најдоали сторителите. Понатаму, поврзано со организацијата во МВР. Вчера го слушам министерот Спасовски дека кажува дека состојбата на јужната граница е стабилна и нема никакви предизвици. Завчера владата носи одлука каде што кажува дека постои висок ризик од зголемен обем на влез на мигранти. Значи, едниот од овие двете, односно две институции, не ја говори вистината. Што е вистината? Да. Добро, господине Ковачки, при крај сме мораме да конкретно прашање. Еве конкретно. Имаме селективност во постапувањето. Различно се постапува во Вевчани, различно се постапува со демонстрациите во Монструм. Монструм кој што патем речено беше предизвикан токму од неодговорните изјави на премиерот и на председателот, кои што лажеа дека други стојат позади нарачаното убиство. Значи други ја фрлаа вината на тогашното раководство. Понатаму, не се согласувам тоа што кажува министерот поврзано со распоредувањата на полициските службеници. Вие имате луѓе кои што се распоредени по 2 по 3 места, по чинови и по 4 до 5 категории. Министерството плаќа енормни суми, милионски суми годишно од тужбени побарувања. Тие тужбени побарувања се на штета на граѓаните. Значи министерството ги плаќа, а буџетот го полни граѓаните. Господине Ковачки, мораме да завршиме затоа што ќе направиме емисија заедно со вас, цела емисија. Повелете прашање. Две прашања. Како тоа премиерот директно се јавува на полициски службеник доле на граница да пропушти некого во нашата земја, во Македонија,
Дали И е тоа второто? кривично дело? И ако е, зошто не е поднесено кривичното дело? Јас мислам дека е кривично дело. И второто прашање. Дали на 27 април тој што внесе пиштол и пукаше внатре, тој е сегашниот директор на Бирото за јавна безбедност, дали против него има поднесено постапка и ако има, кој е резултатот од таа постапка?